Собранието ја очекува премиерската оставка, што синоќа по големиот изборен пораз на локалните избори ја најави Зоран Заев. Ваков документ се уште не е пристигнат во законодавниот дом, потврдија пратениците кои учествуваа на денешната координација со собранискиот спикер Талат Џафери. Уставот и собранискиот деловник ја утврдуваат постапката во ваква ситуација на оставка на премиерот. Според членот 93 од Уставот, оставката на претседателот на владата, неговата смрт или трајната спреченост да ја врши функцијата повлекуваат оставка на владата. На владата и престанува мандатот кога собранието се распушта. Владата на која е изгласана недоверба, која поднела оставка или на која мандатот и престанал поради распуштањето на собранието, останува на должност до изборот на новата влада, вели Уставот. Членот 219 од деловникот на собранието нормира дека оставката на владата или на претседателот на владата се поднесува до претседателот на собранието во писмена форма и може да се образложи, и дека спикерот веднаш ја доставува до пратениците и до претседателот на државата. Согласно деловникот и Уставот, согласно Уставот имало постапки каде што претседателот на Републиката по доставувањето на оставката се констатира истата во собранието и претседателот на Републиката е должен во рок од 10 дена да ја достави на мандатар кој што ќе приложи одредено мнозинство од 61 пратеник, па потоа мандатарот има 20 дена за одлучување, односно составот на новата влада, меѓутоа тоа ќе го видиме откако ќе биде доставена оставката. Мицевски денеска го повтори ставот на лидерот Мицковски дека ВМРО ДПМН ќе се обиде да направи ново парламентарно мнозинство. Но како ако се знае дека СДСМ, ДУИ, БЕСА и другите помали коалицијски партнери имаат тенко, но реално мнозинство од 62 пратеници? Ако ова сценарио за ново мнозинство не успее, ВМРО ДПМН најавува дека ќе оди на опција Б, предвремени парламентарни избори, зашто, како што тврди опозицијата, оваа власт го изгубила легитимитетот. Но може ниту една од овие опции да не се реализира ако СДСМ и коалицијата го задржат малото мнозинство во парламентот и тогаш земјата може да се најде во ситуација на централно ниво да има една владеачка постава, а на локално друга. Но во оваа калкулација клучно е прашањето кој ќе го наследи Заев, кој најави заминување и од премиерската, но и од лидерската позиција во СДСМ. Тој пред само 7 месеци беше реизбран за претседател на социјалдемократите на директни избори. Во моментот, во врвот на раководството се заменик претседателката Сања Лукаревска, подпредседателите Оливар Спасовски, Мила Царовска, Венко Филипче, Фатмир Битичи, генералниот секретар Љупчо Николовски, секретарите Бојан Маричич и Мартин Попов. Но прашање е дали можниот наследник треба да се бара меѓу овие имиња, кои како дел од партискиот врв секако имаат одговорност за слабиот резултат. Новостариот градоначалник на Куманово Максим Димитриевски, кој синоќа победи како независен кандидат зашто неговиот матичен СДСМ не го поддржа за втор мандат, најави дека не се откажува од партијата и дека има можни политички амбиции. Јас сум обиден социјалдемократ и мојот пат е во насока на социјалдемократијата. Сметам дека СДСМ била и мора да остане државотворна партија. Верувам дека не очекуваат суштински реформи, порача Димитриевски. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.